Добро вечер, време е за централното издание на Дневникот на К1. Еве што ќе гледате во него. Македонија и општина Кавадарци потпишаа меморандум за соработка. Во општина Велес се одржа јавна трибина за проблемот околу сечењето на зеленилото на јавните површини во градот. Ископувањата на Била Зора продолжуваат. Следната фаза е конзервација на археолошкиот локалитет. Лозарите стравуваат за собраниот род грозје, но винариите смируваат и ветуваат дека ќе се откупи до последното зрно грозје. 180 милиони килограми винско грозје се очекува годинава да бидат откупени од винариите. Парите за продаденото грозје лозарите ќе ги добијат на 3 рати. Винариите со послаб интерес за откуп на овогодинешниот род. Според познавачите на состојбата, причината е во залихите од минатата година. Очекувањата се дека дополнителните стимулации за винариите ќе бидат соодветно решение. Доколку и тоа не ги даде посакуваните резултати, министерот за земјоделие Михаил Цветков вели дека се размислува и за грозјето кое винариите нема да го откупат да се преработи во дестилат. По тие причини еве и Банката за развој на земјоделието, каде што им нудиме 5 милиона евра ефтини кредитни средства, односно со 2% камата на рок на враќање од 18 месеци. Така да еве и таа мерка ќе ја применеме и секако дека на крај, доколку нели се јави како проблем, а тоа е да што јас не би сакал тоа да се случи, е да грозјето кое што не може да го винарите да го откупат за како вино, да одеме на дестилат, но мислам дека тоа ќе биде крајна мерка. Се надевам дека ќе најдеме решение. И временските услови не им одеа во прилог на лозарите. На самиот почеток обилните дождови ја прекинаа бербата, но и го намалија квалитетот на родот. Надминувањето на овој проблем надлежните го бараа во определувањето на откупната цена според чекерните единици. Да, оваа мерка целосно се спроведува, имајќи во предвид дека на секој откупен пункт имаме поставено наш инспектор, државни инспектор за земјоделие, кои што имаат сопствени широмери, така да согласно договорите што ги направивме со винарите и лозарите се откупува грозјето. 180 милиони килограми винско грозје се очекува годинава да бидат откупени од винариите. Парите за предаденото грозје лозарите ќе ги добијат на 3 рати. До 15 декември винариите треба да им исплатат на лозарите 20% од предадениот род, до 15 февруари да се исплати 40% и преостанатиот дел до крајот на април. По неколку годишната успешна соработка со Хабитат Македонија, општина Кавадарци потпиша меморандум за соработка. Овој меморандум има за цел да подготви регистар на стамбени згради и регистар на управители. Во Кавадарци има 180 стамбени згради, од кои во повеќе од 40% нема формирано заедници на станари со управители. По повод Светскиот ден на домувањето, Хабитат Македонија потпиша меморандум за соработка со општина Кавадарци. Овој меморандум има за цел да подготви регистар на стамбени згради и регистар на управители. Ова според Законот за домување е обврска на локалната самоуправа, но сега во соработка со Хабитат Македонија ќе биде направена евиденција на сите стамбени колективи во Кавадарци. Денес потпишавме меморандум за соработка со Хабитат. На почеток на уште еден проект со Хабитат, покрај оној кој што неколку години го реализираме во Кавадарци, и во интерес на јавноста да најавам дека уште една зграда е готова да финансираме 25% од сите елементи поврзани со енергетската ефикасност на таа зграда. Жалам што не се појавија повеќе, меѓутоа сега бев информиран дека и зградата над Сдруженијето на пензионерите е во тек да се реализира
во овој или сличен контекст. Во Кавадарци има 180 стамбени згради, од кои во повеќето од 40% нема формирано заедници на станари со управители. Целта на оваа акција е во сите згради кои што постојат на територијата на Кавадарци да бидат уредени според законот за домување. Денешниот ден е ден всушност на домувањето, светски ден, Хабитат ден, и еве имаме една убава можност и да го одбележиме на овој начин, со тоа што со општина Кавадарци ќе подготвуваме регистар на стамбени згради и регистар на управители. Ова според законот за домување е обврска на локалната самоуправа и сега во соработка со Хабитат ќе биде направена така наречен еден вид на евиденција, попис на сите стамбени, колективни стамбени згради на територија на општина Кавадарци. Оваа акција ќе трае повеќе од 1 месец и потоа ќе се направи промоција на регистарот на стамбените згради и управители. Доколку се превземат сите потребни мерки за енергетска ефикасност и доколку се смени однесувањето кај граѓаните, енергетската ефикасност, особено во колективните згради, овозможува заштеда на енергија од 30 до 40%. Денес во просториите на општина Велес се одржа јавна трибина за проблемот околу сечењето на зеленилото на јавните површини во градот. Еколошките здруженија на граѓани ги искажаа своите ставови. На иницијатива на еколошкото друштво Вила Зора општина Велес организираше трибина за проблемот околу сечењето на зеленилото на јавните површини во градот. Еколошките здруженија на граѓани ги искажаа своите ставови. Невладините побараа од општината да воведе мораториум за младите дрва и оние кои не представуваат опасност за граѓаните. Со тоа што замената на јавните површини нема да биде со нивно акутно соголување, него постепено заменување на одреден временски период на дрвцата кои што дотраеле со нови површини, со што би го одржале основната функција на зелените површини, а тоа е намалување на нечистиот воздух, создавање на сенка, намалување на ерозии и нормално нивната основна функција на прочистување на воздухот, кој што посебно зимно време повторно во Велес е некаде во првите 5 градови по загаденост во Република Македонија. Во општина Велес само за оваа година се засадени 357 дрва, додека во 2010 биле насадени само 57, истакна градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, додавајќи дека локалната самоуправа ги прифаќа сите забелешки на еколозите и граѓаните. Еколозите добија покана да учествуваат во јавните расправи кои се однесуваат на нацрт програмите кои општината треба да ги донесе за идната година. Ние сме веќе обврзани со законот за зеленило кој што е донесен пред само месец дена да изготвиме програми, 3 годишни програми кои што би продолжи понатаму да се реализираат онака како што е. Тука јас кажав, не 3 годишна програма, ние ќе направиме 6 годишна заедничка програма која што ќе биде за добробит на граѓаните на општина Велес. Согласно законот, ќе се направи катастар на дрва во цела општина, а стручните лица ќе го кажат своето мислење, кои дрва треба да стојат, а кои ќе бидат отстранети. Годишна кавадарчанка ЕС заработи кривична пријава и поради постоење на основни сомнение за сторено кривично дело, оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Деталите ги има колешката Александра Давидковска. Кривична пријава против лицето ЕС на 29 годишна возраст поднесе полициска станица од општа надлежност Кавадарци поради постоење на основи за сомнение за сторено кривично дело, оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Имено пријавената на 21.11.2015 година во Кавадарци од чанта на своја колешка ја одземала картицата за банкомат од истоимената банка и го запишала пин кодот и истата ја злоупотребила 3 пати. Пријавената подигнала 8.000 денарија без да биде забележана, ја вратила картицата во чантата на оштетената. На 26.6.2016 година ЕС на ист начин ја одземала картицата и пин кодот од друга колешка и повторно ја злоупотребила на банкоматот на Шпарка се банка во Кавадарци, при што ја подигнала целата расположлива сума во износ од 1.500 денари.
По повод Светската недела на детето, првачињата од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадарци ја посетија локалната самоуправа и се запознаа со работата на градоначалникот Александар Панов. Дружењето од 1 час мина на задоволство на гостите и домакинот. Серијата посети кај градоначалникот продолжува и оваа учебна година. Секоја година првата седмица од месец октомври им се посветува на децата под мотото Детска недела. Во рамки на одбележувањето на Светската недела на детето, 39 првачиња од Основното општинско училиште Страшо Пинџур денеска ја посетија локалната самоуправа и се запознаа со работата на градоначалникот Александар Панов. Прашуваа и се интересираа за различни теми поврзани со работата на службите на системот во локалната самоуправа, надлежностите кои ги има градоначалникот и слично. Дружењето од 1 час помина на задоволство на гостите и домакинот. Јас секогаш се чувствувам убаво кога се дечињата мои гости, поготово кога се дечиња од прво одделение, односно оние кои што донекне беа во забавачи и кои што еве во жаргон прокоментиравме дека повеќе пеат отколку што зборуваат. И доколку еве не се дружат со нас, со другите институции, тие само че нагаѓаат, добро е кога ќе дојдат да видат и територијално каде се наоѓа локалната самоуправа и што работи и кои надлежности ги има локалната самоуправа. И се надевам дека овој час не им беше залудно потрошено време, туку напротив научија нешто, научија за редот, научија за надлежностите на градоначалникот, меѓутоа научија и нешто за историјата на Кавадарци. Целта на неделата е да се промовираат правата кои детето треба да ги ужива во неговиот раст и развој, како и потребната заштита која треба да му биде обезбедена од страна на државата и институциите за овозможување среќно и здраво детство. Сите деца имаат право да живеат во демократско и хумано општество, во кое постојат услови за младите од сите возрасти, па и оние најмалите добро да се подготват за предизвиците и промените со кои ќе се судрат во утрешнината која доаѓа. Советот на општина Демир Капија ја одржа 33-та поред редовна седница на која беа разгледани и усвоени 10 точки од дневниот ред. Катерина Нацева ги има деталите. Програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Демир Капија за 2016, одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат, финансиско учество во проект соработка помеѓу 5 мали општини во Европа преку програмата Европа за граѓаните, годишниот план за вработување за 2017 година се дел од усвоените точки на Советот на општина Демир Капија, донесени на 33-та редовна седница. По усвојувањето на записникот од изминатата седница беа разгледани и усвоени сите 10 точки од дневниот ред на 33-та седница на Советот на општина Демир Капија. Беше донесена одлука за обезбедени средства во буџетот на општина Демир Капија за експроприација на градежно земјиште за градење објекти од јавен интерес од локално значење. Одлука за обезбедување средства во буџетот на општина Демир Капија за стекнување право на сопственост на недвижни ствари. Седницата продолжи со разгледување на одлуката за усвојување и водење катастар на подземни инсталации и објекти на подрачјето на општината. По разгледувањето на 8-та точка се донесе решение за давање мислење за програмата за организирање и реализирање на екскурзии и други слободни активности во Основното општинско училиште Димче Габерот за учебната 2016-2017. Седницата заврши со разгледување на барање од физички и правни лица и советнички прашања. Продолжуваат ископувањата на античкиот локалитет Била Зора во близина на Свети Николе. Посебно просторот кој што е познат како Владителска палата на пајонците. Паралелно со истражувањата продолжува и конзервацијата. Ова е значајна фаза бидејќи само со навремена конзервација можат да се зачуваат авторфактите кои говорат за постоењето и животот на пајонците на овие простори.
Локалитетот Била Зора и понатаму е место каде археолозите од Светиниковскиот музеј работат. Заедно во истражувањето вклучени се и припадници на армијата на Република Македонија. Она што е многу позначено, вели професор доктор Драги Митревски, е вклученоста на студентите по археологија. Се истражува и понатаму просторот кој што е познат како владетелска палата на пајонците. Веќе имаме доста откриено, доста објекти, целиот бедем што го заградувал Акрополскиот дел ни е скоро отворен од западната страна, значи спремен е за конзервација, за подигање и за експонирање јавно. Еден објект покрај палатата, уште еден, два објекта имаме целосно истражени и тие ќе бидат репрезентативни, убави ќе се кренат, доста од нив е материјал сочуван, иако е расфрлен, но сочуван ќе може да се реконструира, да се постави како што бил и ние да имаме тука туристичка атракција. Митревски напоменува дека за целосната слика на овој локалитет да се добие, неопходно да се реши и проблемот со експроприација на јужниот дел од археолошкиот локалитет. Не е истражен ние целото јужно крило од палатата со јужните простори што тамо се наредуваат, но тој простор зад нас не е се уште решен имотно правно, значи не е експроприиран за ние да можеме спокојно да си ја работиме работата. Чекаме на таа процедура да заврши. Се надеваме дека до година и тој дел ќе го доистражиме, што значи дека комплетно ќе биде објектот спремен, огромен, монументален објект, единствен од тој вид на Балканот. Паралелно со истражувањата продолжува и процесот на конзервација. Ова е значена фаза бидејќи само со навремена конзервација може да се зачуваат артефактите кои говорат за постоењето и животот на пајонците на овие простори. Може да се премине во следната фаза на конзервација и реставрација негова, за да може да се стави во туристичка експлоатација. Сега, важно е тоа што ние уште од сега сме почнати со правење проект за конзервација, значи и тоа се работи паралелно со теренската работа. Проектот годинава ќе биде завршен, значи се надеваме дека од година дури ќе можат да се почне со санирање на зидовите, на подовите, да се некои делови од архитектурата конзервираат и така работата треба да оди дотамо да на крај ова биде тоа што треба да биде. Според досега пронајдените артефакти на археолошкиот локалитет Била Зора, експертите велат дека единствено третиот век пред нашата ера кој го покажува независното владење на пајонците во овој регион. Дваесет и една година од атентатот на поранешниот претседател Киро Глигоров. Бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат за половина динар по литар, а цената на дизел горивата останува иста. Вестите од Македонија. Пред 21 година на денешен ден беше извршен неуспешен атентат врз поранешниот претседател на Република Македонија Киро Глигоров. Глигоров го преживеа атентатот со тешки повреди на главата. Повреден беше и неговиот телохранител Илчо Теовски, додека возачот на Глигоров Александар Спировски го загуби животот. Истражната постапка која се води против непознат сторител се уште е отворена. Нападот врз Глигоров беше извршен со автомобил бомба во 1995 година на улицата Македонија пред хотел Бристол во Скопје. Инаку Глигоров почина на 94 годишна возраст на 1 јануари 2012 година. Изборите на 11 декември ќе бидат од круцијална важност за иднината на Македонија. Ова го изјави европратеникот Ричард Ховит, кој деновиве во посета на земјава. Ховит изјави дека очекува изборите закажани на 11 декември да се одржат, а граѓаните да имаат соодветни услови за избор. Во однос на датумот тој потенцираше дека тоа е избор на македонските политичари и домашната политика. Ховит додаде дека не е на страната на оние политички партии кои се подготвени да ги одложат изборите за да бидат сигурни во својата победа. За време на изборите и изборниот период Европската Унија, ОПСЕ и други меѓународни наблюдувачи ќе бидат присутни и ќе наблюдуваат што се случува, додаде Ховит, изразувајќи надеж дека нивното присуство ќе даде доверба на населението во земјава.
Бензините поевтинуваат за половина денар по литар, а цената на дизел горивата останува иста. Ова е одлуката која денеска ја соопшти регулаторната комисија за енергетика, а започнува да важи од ноќеска на полноќ. Со тоа новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 61,5 денари, додека Евросупер БС 98 ќе се продава по 63 денари за литар. Кај цените на дизелот и екстра лесното масло за домаќинство нема промени, остануваат 48 денари и 36,5 денари за литар. Промени има и кај малопродажната цена на мазутот, кој се намалува за 0,387 денари за килограм и сега ќе чини 22,408 денари за килограм. Од регулаторната комисија за енергетика како причина за намалување на цените на нафтените деривати ги посочуваат за 0,832% пониската просечна цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели, како и за 0,148% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Со одлуката се врши намалување на рефинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,93%, односно за 0,55%. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера го одржа 20-тиот партиски конгрес под мотото План за Македонија. Од вкупно 728 делегати на конгресот присуствуваа 539 или 74%. На конгресот присуствуваше и поранишниот председател на партијата Бранко Црвенковски. Председателот на СДСМ Зоран Заев порача дека вратите на партијата се отворени за сите граѓани, за нивните проблеми, идеи, предлози и решенија. При тоа додаде дека човекот е пред се клучната определба на СДСМ, подвлекувајќи дека нема поголем патриотизам од тоа да им се овозможи спокоен, мирен и пристоен живот на граѓаните. Председателот на СДСМ во обраќањето ги посочи приоритетните мерки креирани под мотото План за Македонија. Зголемени плати, поддршка за компаниите и селениците кои сакаат да инвестираат во Македонија, како и помош за социјалните случаи се дел од мерките. Земјоделците ќе ја добијат заслужената почит во општеството, ќе им се обезбедат сите услови за тие да произведуваат, продаваат и инвестираат, порача председателот на СДСМ Зоран Заев. Талибански борци навлегоа во афганистанскиот град Кундис, извршувајќи напад од 4 страни. 52 лица загинаа во стампедо во Етиопија. Ова е свето денеска. Во стампедо загинаа 52 лица во Етиопија, откако полицијата се обидела да ги растера демонстрантите за време на голема религиозна прослава во етиопската држава Оромија, соопштија локалните власти. Несреќата се случила во еден од најделикатните во политичка смисла реони во Етиопија. Повеќе месеци во Оромија се одржуваа протести со барање за поголема слобода, при што во неколку случаи имаше и жртви. Во државата е прогласена 3-дневна жалост. Во афганистанскиот град Кундус навлегоа талибански борци извршувајќи напад од 4 страни, јави локалната полиција. Нападот започнал околу полноќ и е извршен во моментот кога талибанците ги засилуваат операциите на различни места во Афганистан, вклучително и во стратешката јужна провинција Хелманд, каде се закануваат со напад на локалниот административен центар Лашкар-Гах. Во последните 3 дена на грчкиот остров Хиос пристигнале голем број мигранти и бегалци. Минатата недела на овој остров не беа регистрирани нови пристигнувања. Во изминатите 3 дена на Хиос пристигнале 230 мигранти и бегалци, на Лесбос 42, а на Самос се регистрирани 54 нови лица. Грчката полиција соопшти дека бројот на мигранти и бегалци кои бараат азил во Грција и се уште се заглавени на грчките острови, денеска достигна 10.585 лица. Во
Во дербито на деветото коло во првата фудбалска лига на Македонија во Битола, Шкендија со пресврт во самиот финиш го совлада Пилистер со 12:1. Екипата на Силта го направи најголемото изненадување во рамките на седмото коло на Примера, откако синоќа на домашен терен ја совлада Барселона со 14:3. Во продолжение останатите вести од спортот. Фудбалските звезди на едно место. 5-та година поред во чест на стреланите партизани во Богомила, фудбалските пријатели на Џајко организираат ревијален турнир во фудбал. Легендите на ФК Вардар, ветераните на ФК Борец и годинава ги измерија силите на зелениот терен во село Богомила. 5-та година организираме традиционален ревијален турнир помеѓу ветераните, легендите на Вардар и пријателите фудбалски од Богомила, пријателите на Џајко. Оваа година, за наша среќа, ни се придружија и ветераните на Борец од Белес. Па за сега се ограничивме на овие три екипи, тие се меѓу другото и наши лични пријатели, имаме дружба и после утакмиците и пред утакмиците, меѓутоа понатака можеби ќе стане традиција и можеби ќе пројават и други екипи желба, па ќе се зголеми бројот на екипите што ќе учествуваат на турнирот. За Кочо Димитровски ваквите настани се исклучително добри, бидејќи како што вели и самиот се уште имаат што да покажат на зелениот терен. Ова традиција треба да продолжи и да биде од година се помасивно и други екипи да доаѓаат, не само Борец и Вардар и домаќинот, него и други поквалитетни екипи, за да овдека во Богомила дојдат и голем број навијачи да посматрат и да бидат сите задоволни. Овие рекреативни надпревари само не подсетуваат дека фудбалот е нашата најголема љубов, вели Ѓоре Јовановски, иако во пензија сепак активни на теренот. Надпреварите што ги играме овакви се од рекреативен карактер, надпревар кој стварно е за дружење, на некој начин се враќаме во тие стари, да не кажеме времиња, некој што бил фудбалер, без разлика дали бил во прва лига, втора лига или трета лига, едноставно овие надпревари ги сваќаме како пријателски, како братски, како другарски, а ви видовте сами дека и самата атмосфера на самите надпревари, а ја би рекол и атмосферата после надпреварите е на највисоко ниво. Како поранешен фудбалер на ФК Борец кој учел од легендите на фудбалот, Панче вели дека е голема честа да се игра заедно со нив. За мене е чест затоа што сум тука со големи имиња. Морам да ги издвам Кочо Димитровски, Ѓоре Јовановски, Зоран Јовановски, Чифте Мицевски, значи многу големи имиња на македонски фудбал. За мене тоа се идоли кои што кога сум бил дете играле, сум ги гледал на телевизија и ми е често сум овде со нив. Меѓутоа овакви дружби се интересни во секој случај затоа што разменуваме искуства од фудбалот, зборуваме за фудбалот, се дружиме и верувате дека овакви моменти за мене како бивши играч, веќе ветеран, за мене многу значат и верувам сите тука што сме собрани и се надевам дека оваа традиција ќе продолжи. Враќање во минатото и младоста, овие надпревари ги оживуваат нашите спомени, вели Ранготов. За мене еден ваков надпревар представува едно враќање во минатото, освежување на младост. Мислам дека овие надпревари ги оживуваат нашите спомени. Иако пријателски надпревар, сепак недобрите беа наградени. Владко Димитриевски од ФК Вардар доби признание за најдобар голман. Љубе Велковски од ФК Борец за најдобар играч, а признанието за најдобра екипа отиде во рацете на ветераните на ФК Вардар. Остана уште овој понеделник да одмине со релативно висока температура пред заладувањето кое го очекуваме од утре попладне. Денеска имавме сончево и релативно топло време и температура до 28 степени. Деталите во продолжение.
Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер со програмата на К1.